гледате нашата среќа, не сега се најдовме, ние се најдовме одамна. Ама еве денес имавте вие среќа да не најдете двете. Нели така? Така е некако. Јас сум да ти кажам, денес сум фрапирана и позитивно, значи едуцирана од тоа што денес Елена го изјави и затоа успешните жени соработуваат. Јас се најдов во незината приказна. 30 години сама творам. Значи 30 години Елена сама твори. Тоа ме радува што две жени, две енергии се споија. Баш тоа само што го реков, едукативно звучеше за сите, многу позитивни случувања и во животот, еве, како што се изрази Елена, и тоа мислам за жените што присуствуваа беше многу едукативно. Баш ми е драго дека било така. Така беше. Значи ние со Ленче работиме на вистина долги години. Благодарение на мојот тим секојаш дава логистика во тоа што Ленче го носи. За мене е многу битно да соработувам со луѓе кои што даваат карактер на креациите кои што Елена Лука кастам ги работи за нивни настани. Ленче е една од тие затоа што во себе има квалитет и секојаш креациите одликуваат една посебна енергија. Многу ретко можеби лично се гледаме директно вака физички на пробите, на припремите, оти она е презафатена и јас кој на каде. Меѓутоа или онлайн се гледаме на камерите во моментот на работењето на креацијата, или се слушаме, си пишуваме како и да е. Нормално ги добивам сите видеоматеријали, следам како изгледа, одобрувам сето тоа пред да иде било каде, ама имаме една посебна љубов за оваа жена. Сега да не испадне дека ние струмиченки, па ајде, може и тоа има врска. Има малку и тоа. Така да нашето кафе се уште стои во Струмица, треба да се видиме и во Цар Самуил да седиме, договорено ни е тоа. Така да ние сме одлични соработници. А многу убав одговор даде Елена, баш така стручно, што јас тоа не би можела да го кажам, ама ваквите креации кои што Елена Лука ми ги прави, ги носам, точно е тоа, ги носам со гордост и со дигната глава. Да, и затоа сме на патот уште многу наредни успешни соработки. Плюс сега што фигурата е во досовршенство донесена, мора да ми ги открие тајните за таа убавина, за ја да почнем да ја следам. Тоа со кафето, Тоа со кафето. Не откривај со кафето. Така да. Морам да кажам да упаднам, овие две дами овдека ми биле мене манекенки на моите модни ревии. Елена Лука ми била манекенка на модната ревија на Есма Реджепа и го носела незиниот фустан, кој што мислам дека тежеше. Дадеме фотографии вчера ги јавно. 30 и неколку кила, кој што на Евровизија кога беше во Малме, Есма кога ја представуваше Македонија заедно со Лозанче. Исто и кукичка лепотица уште една и таа ми беше на хуманитарна модна ревија кога ја правевме во Струмица. Така да можам да се пофалам дека единствено јас сум ги имала овие извонредни дами како манекенки на мои модни ревии. Зорана е како основоположник на, како да кажем, на организација на сите жени во Македонија. Да не ја забораваме и Савче, она како е председател, лидер на леди, да, и она беше тука сигурно, ама сега пропуштивме и Зорана. Значи кога јас почнав со модата, посебно зборам, со градежништвото веќе имав награди, она не ја познавав. Меѓутоа во модата таа беше прва која што ми помогна во периодот на етаблирање на брендот. И правевме сериозни модни ревии затоа што беа хумани тие жени многу, се пронајдовме во приказните и направивме убави резултати. На женскиот затвор, хуманитарната организација Кралицата Есма и Стево Теодосиевски, ни се приклучи Елена Лука, затвореничите, кои што служуваат затворенскиот рок во затворот во Идрисово, добија 45 прекрасни марами, обликувани, нацртани од Елена Лука. Тие беа одушевени од подарокот незин, таа беше зафатена на едно патување, но дојде незината мајка. И уште многу проекти снимале. Мајка ни се приклучи во таа хуманитарна мисија. Добро, тоа беше така. Значи, во оваа прилика само да пратиме до небото многу бакнежи љубов за Есма. Таа беше одлична наша пријателка, баш ја сакав. И твоја манекенка. Моја манекенка, меѓутоа и многу ја сакав. Така е, фала ти многу, Елена. Фала многу што дојдовте денес сите и што ме слушавте на профемина. Ви благодарам на прекрасниот ден. А моето мислење го кажав уште во мојот подкаст и затоа ја поканив да ми биде гостинка, затоа што сакав да зборуваме за тој успех и да биде пример за останатите жени дека можат да постигнат успеси значителни, дека можат, а доколку се амбициозни и спремни на таа борба, што не е едноставна сигурно, како што кажа Елена, да достигнат такви цели и да биде мотивација, а Елена Лука е жена која има што да каже, одлично искуство, подкрепено со аргументи. Искрено баш тоа го искоментирав и ја поздравив оваа иницијатива на Убавина и здравје. Мислам дека е многу важно
вакви панел дискусии, да се отвараат вакви теми, жените да се присутни, да се поттикнува мислењето, размислувањето, мотив да се даде и мислам дека навистина го поздравувам настанот на респект и посетеноста е голема што ми се допадна. Мислам дека има големи резултати. Секако. Благодарам. Секако дека изборот ми беше на Елена Лука, мислам немав ништо да размислувам околу тоа и верувам дека тоа ќе им се допадне на сите затоа што Елена Лука многу високо котира кога се модните прашања, нели, во прашање, односно гардеробата, облеката, деталите, ташните и се останато се за луѓе со префинат вкус. Здру жени, таков ни е и хаштагот на оваа 8 профемина и мислам дека еве очигледно е, за жал гледачите можеби не се, нели, не знаат за што зборувам, но ти секако дека почувствува колкава инспирација се жените едни на други кога се заедно на еден ваков настан каде што буквално се е во наша служба, се е во наша корист, да дознаеме, да научиме, да испробаме, да добиеме, да се поврземе, вмрежиме, што велиш и самата и на некој начин утре една на друга да си помогнеме. Па предизвик еве оваа година како 8 издание, секоја година треба да понудиш нешто ново, па технолошки вака доста вложивме да бидеме по воодушевувачки од аспект на доживување, нели, овде и во експириенс зоната, како и овде во салата, а што се однесува до темите, секогаш сме креативни затоа што секогаш има инспирација помеѓу сите вас жените за да имаме нешто да зборуваме. Како не, па знаете што ова година логото или слоганот секоја година е различен, е креаторка на својот живот. И кога размислувавме кој би можел да биде инспиративен, убаво, динамично да зборува во свое лице, да сподели лично искуство, но и корисен совет, низ својот личен пример, веднаш ни текна, тоа ќе биде Елена Лука и видовте направи шоу овде во салата, колку многу жени таа всушност инспирира, сите сакаат да се фотографираат со неа. А она најважното сподели толку многу совети. Мене лично најмногу ми се допадна што кажа, ако сакате што и да е бизнис или што и да е друго, сакате сега и почнете сега. Никогаш нема да биде доволно добро време или сите околности да се подредат онака како што, значи, ако нешто сакате, направете го сега.